20 денари чини производството на килограм грозје, велат пресметките на лозарите. Оваа цена тие пресметуваат 100 пати во денот и тврдат дека поточна нема. Простите влезни инпути што ги имаме во производството на грозје, нашата производна цена не е испод 20 денари. Така се што ќе биде по 20 денари нема да биде реален одраз на реалните трошоци за производство на грозје. Министерството за земјоделие го задолжи Институтот за земјоделие да направи калкулација за производната цена по килограм на грозје. Што ако пресметките не совпаднат? Тука е дискутабилно, да речеме, дискутабилна е методологијата врз основ на кој земјоделски институт, на која методологија ќе ги врши тие пресметки и колку ќе биде тоа реално издржано направено. Не спориме дека Земјоделски институт Скопје е референтна институција, научна институција, меѓутоа многу е битна методологијата врз основ на која ќе бидат пресметани тие производни цени. Битен фактор е тоа затоа што според законот за вино од 2024 најновиот закон, најновото законско решение, државата се задолжува, со закон, да исплате, да ја гарантира цената со 25% над производната цена. Министерот Цветан Трипуновски најави покачување на откупната цена на грозјето за 25% на производната. Но клучното прашање е колкава ќе биде пресметката на институтот. Според законот, ако го добро тумачиме, ако евентуално, сега според понудилите цени од страна на винарските визби, производната цена зголемена за 25%, дојде под понудилите цени, у тај случај државата нема буквално никаков механизам да влијае, да речеме, на тие цени, на покажување на цените. Тоа е според законското решение што е во овој момент. За лозарите многу е важно и кога институтот ќе ги направи пресметките, пошто Министерството заедно со покачувањата ќе ја соопшти откупната цена. Законскиот рок за утврдување на производна цена беше до 15 јули, меѓутоа за жал се пробивни тие рокови, еве сега веќе сме август месец, август која дата е. Според најавите на ресорниот министар Трибуновски, у текот на оваа недела за Земјоделски институт Скопје треба да излезе со тие производни цени, затоа што веќе имаме дефинирано и откупни цени, така да видиме која ќе биде таа паралела меѓу откупните цени и меѓу тие производни цени. За лозарите исплатлива цена е 25 денари за Смедеревката и 30 за Вранецот. Оваа година за лозарите не е поволна и тие сметаат дека производството во Македонија нема да биде поголемо до 80 милиони килограми, што е многу помалку од предвидените 120.